Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитувана министерка, почитуван заменик министер. Ова е прв програмски документ, буџет од формирањето на новата влада. Овој документ е крвната слика за економската политика која ќе ја води оваа влада, а која ќе биде базирана на поттикнување и вложување во реалните инвестиции кои треба да го зголемат животниот стандард и кои што ќе го подобрат животот на граѓаните. Ова е буџет кој што е патокас за излез од 7-годишната економска катаклизма која имаше зафатено Република Македонија и се базираше на безидејност, лоповлук и дрско крадење од сопствениот народ. Ова е развоен буџет кој гарантира повисоки плати, повисоки пензии, капитални проекти кои ќе станат реалност и силна поддршка на стопанството. Ниту еден граѓанин или ентитет не е заборавен од овој буџет. Народот ни даде шанса да ги промениме нештата и да покажеме дека може подобро. Едноставно мораме подобро и немаме повеќе време за губење. По првичната стабилизација на состојбите, ова е првата реална можност во креирањето на нашите економски политики. Досега се обидувавме да ја санираме штетата, а вистински од овој момент веќе почнуваме да ги градиме контурите на економската обнова на Македонија. Ова е реален домакински буџет кој е силно фокусиран на подобрување на економската состојба во Република Македонија. Со овој буџет граѓаните ќе добијат повисоки плати, повисоки пензии, стабилна бизнис клима и реализација на капитални проекти кои значително ќе го подигнат квалитетот на животот. И јас ќе се обидам да дадам аргументи на нашите предлози како и за тврдењата на опозицијата. И сега и во оваа расправа ќе се служам со бројки и факти искомуницирани од документи и од официјалните бројки. Економскиот раст наредната 2025 година ќе биде 3,7%. Странските инвестиции кои што досега ги договори оваа влада, а тоа се 8 на број за помалку од 5 месеци, од почнувањето на проектот и директната помош од 350 милиони евра за општините, како и реализација на капиталните инвестиции, го оправдуваат ова наше очекување. Проекциите за дефицитот е дека тој треба да достигне ниво од 41,4 милиарди динари, што замислете е помал од 3,3 милиарди динари од тој кој што беше предвиден за 2024 година и покрај тоа што имаше помал буџет. Значи, дефицитот ќе биде за 3,3 милиарди динари помал од тој предвидениот за 2024 година, а фактот е дека овој буџет е поголем од претходната година. Во предлог буџетот за 2025 година приходите се проектирани да изнесуваат вкупно 466,4 милиарди динари или 5,8 милиарди евра, што представува зголемување од 16% во износ од дополнителни 64,5 милиарди динари споредбено со последните усвоени измени во буџетскиот документ. Што значи дека државата ќе собира повеќе приходи и ќе ги собира многу поревносно него минатиот период, нешто што докажавме дека е возможно во изминатите 5 месеци, ако го видите работењето на управата за јавни приходи, царинската управа и јавното претпријатие за државни патишта. Како најголема категорија даночните приходи се очекува да достигнат реализација во наплата за 35 милиарди динари повеќе од тоа што е планирано за 2024 година, односно има зголемено планирање од 12,3% кое што треба да резултира со вкупно 319,2 милиарди динари наплата. Ова значи дека секој кој што треба да си плати данок ќе си плати, никој нема да биде заобиколен во врската да си ги плаќа даноците. Повеќе даночни раеви во држава, во Република Македонија како држава нема да има. Кај ДДВ-то, планираната наплата од 86,7 милиарди динари би значила раст од 10,5%, односно 8,2 милиарди динари повеќе, кое што значи силна борба со сивата економија, но и зголемена економска активност која што треба да се случи за да може овој данок да биде наплатен во овој зголемен процент на приходите. Во делот на царинските давачки, планирана е наплата во следната година да се зголеми за 2,7 милиарди динари или приближно 20% повеќе од оваа година. И тука, секој кој што треба да си ја плати царината, ќе си ја плати, а нема да се внесуваат шлепери со облека, кои што потоа никој нема да знае каде завршуваат тие пари, барем така ќе се кажува во медиумите. 16,3 милиарди динари ќе наплатиме од царина наредната година. Ова тоа што е важно да се каже, заплати и надоместоци
Планирано е зголемување на буџетските средства за 10 милиарди денари, со што треба да се реализира износ од 48,1 милиарда во следната година, што е и случај кај трансферите до општините, каде пак се зголемуваат дотациите во износ од 2,5 милиарди денари. Повисоки плати наредната година ќе има за образовните работници, за здравствените работници, за државните службеници, за полициските службеници и така натаму. Буџетските средства за стоки и услуги за следната фискална година се планираат во структурата на вкупни расходи да учествуваат со 6,5%, што замислете представува намалување од 0,5% споредено со планираните за оваа година. Избега господинот и не можеше да го слушне овој податок. Ставката за пензии во буџетот за 2025 година е проектирано да се зголеми за 16,6% или 15 милиарди денари повеќе. Во месец март пензионерите ќе го добијат договореното покачување од 2.500 денари, со што го заокружуваме ветувањето дека секој пензионер во Република Македонија ќе добие линеарно покачување од 5.000 денари. 338.000 пензионери, повторувам, ќе добијат покачување од 5.000 денари, односно минималната пензија ќе се зголеми за 36%, а просечната пензија за цели 25%, што е историско покачување на пензиите. Поголемите приходи кои ќе бидат соберени во буџетот дозволуваат клучните институции кои можат да го подобрат квалитетот на животот на граѓаните, да гарантираат економски раст, да имаат поголеми буџети. Министерството за образование и наука има планирано зголемен буџет за околу 3 милиарди денари во однос на планирањето за 2024 година, што представува вкупен износ од приближно 43 милиарди денари за следната година. За плати и надоместоци на наставниот кадар се обезбедени средства од 9,3 милиарди денари и се зголемени за 19% во споредба со ребалансот од тековната година. Сите образовни работници во Република Македонија ќе добијат повисоки плати, од основното до високото образование. Во Министерството за транспорт, во буџетот за 2025 година е планирано зголемување на буџетските средства за 69,4% или приближно 7 милиарди денари повеќе. Покрај новата подпрограма за инфраструктурни проекти во општините, која изнесува 2,8 милиарди денари, во новиот буџетски план за следната година има зголемување за 3,9 милиарди денари повеќе во подпрограмата инвестиции во патната инфраструктура, и тоа замислете 95,1% повеќе од 2024 година. Повторно кажувам, избега господинот, не може да ги слушне екзактните бројки, зашто ги цитирам по ставки, поставки и дел од програми. Расходите, како што кажав, во Министерството за транспорт се зголемени за 69,4% или за 6,7 милиарди денари и се во вкупен износ од 16,3 милиарди денари. Најголем дел од проектираните расходи се планирани, замислете, за капитални проекти кои што укажуваат на зголемување од 77,3%. Ова се пари за проекти. Одиме понатака. Во Министерството за здравство проектираните буџетски средства од 7,5 милиарди денари покажуваат зголемување за 4,6%. Министерството за одбрана во предлог буџетот за 2025 година има распределба на буџетски средства во вкупен износ од 20,5 милиарди денари или истиот е зголемен за 13,2% од претходната година или, ако сакате во бројка, 2,4 милиарди денари. Влада на Република Македонија има зголемен буџет во износ од 6,9 милиарди денари, што представува 79% зголемен буџет во однос на претходниот буџетски документ. Најголемото зголемување е евидентирано во програмата економски развој, каде изнесот се зголемува за цели 3,2 милиарди денари. За економските подпрограми привлекување на странски директни инвестиции се планирани вкупно 2,4 милиарди денари и истите се зголемени за цели 2 милиарди денари. Дополнително за финансиска поддршка на инвестициите има дополнителни 1,3 милиарди денари повеќе од планираниот повеќе за овој буџет во 2025 година, па тука опозицијата ја прави манипулацијата дека некој, замислете, скратил од поддршката на малите и средните предпријатија.
Министерството за животна средина и просторно планирање во предлог буџетот за 2025 година има зголемување во споредба со буџетското планирање за 2024 година за 2,4 милиарди денари повеќе. Оваа промена евидентира зголемување на планирање на средствата во секоја програма во ова министерство со главен акцент заштита на животната средина. Наместо декларативна борба против загадувањето, предвидени се 100% повеќе средства за борбата против оваа негативна појава. За Министерството за животна средина од проектираните средства, најголем дел се планирани за капитални проекти кои што се зголемени за 90% или 2,2 милиарди денари споредбено со последното буџетско планирање за 2024 година. Највисоки средства за капитални проекти се наменети за други градежни објекти во вкупна вредност од 3,6 милиарди денари кои бележат зголемување од 71,5%. Зголемување за, замислете, 267% покажуваат капиталните расходи наменети за капитални проекти во единиците за локална самоуправа или за 641 милион денар повеќе. Можеби сум екзактен и многу долг со ставките, но мора да ги набрајам за да не се создаде впечаток дека некој тука говори невистина. 830 милиони евра ќе се инвестираат во конкретни и реални проекти кои ќе ја претворат Македонија во едно огромно градилиште. Се обврзавме дека Македонија ќе биде транспортна, енергетска и железничка раскрсница на Балканот. Во 2025 година нема да се зборува за промашени траси, неотпочнати автопати, нереализирани ветувања, туку на вестите ќе доминираат почеток на изградби, увиди во тек на градба и завршени проекти. И да не би не ме одвинете дека и тука не ја говориме вистината, ќе дадам неколку аргументи што ја потврдуваат оваа теза. Развојните буџетски подпрограми се тие кои што даваат слика за обезбедените финансии за реализација на сите капитални проекти. За следната фискална година планираните буџетски средства за развојни подпрограми достигнуваат вкупен износ од 40,6 милиарди денари и истите се зголемени во износ за 20,7% повеќе од планираниот буџет за 2024 година, со главен акцент во буџетското планирање за реализација на инфраструктурни проекти, модернизација на армијата, развој на руралните подрачја во државата, но и кај модернизација за земјоделството, подобрување на инфраструктурата во секторите образование, спорт и здравство. Најголеми износи кои што се планираат за капитални проекти се однесуваат на Министерството за финансии и функции на државата, Министерството за транспорт, Министерството за одбрана, Министерството за образование и наука и владата на Република Македонија. Најголемите промени во буџетското планирање за 2025 година се однесуваат на функциите економски работи, здравство, образование и социјална заштита, каде што споредено со претходниот буџет планираниот раст има навистина големо зголемување. Министерството за одбрана за следната фискална година им планирано буџет за развојни подпрограми во износ од 8,6 милиарди денари, со значителен дел насочен кон модернизација на армијата и реновирање на армиската инфраструктура. Министерството е планирано да реализира 626 милиони денари за изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура во одбранбениот сектор, што е за 297 милиони денари повеќе од претходната година. Развојната компонента на Министерството за образование и наука во следната фискална година треба да изнесува приближно 1,6 милиарди денари и истите се за 105 милиони денари повеќе од претходната година. Воведена е и нова подпрограма која се однесува на инфраструктурни проекти во општините, која е планирана да изнесува 133 милиони денари. Во предлог буџетот на Република Македонија за 2025 година за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се планирано приближни 360 милиони денари само за оваа намена, што се за отприлика 19 милиони денари повеќе отколку претходната година. Министерството за внатрешни работи во предлог буџетот за 2025 година за постоечките две развојни подпрограми, реформи во полицијата и реконструкција и опремување на згради, има планирана распределба во средства во износ од 2 милиарди денари или замислете 150% повеќе од 2024 година. Да ги разгледаме на кратко и владините програми. Во делот на унапредување на одбраната и безбедноста, во предлог буџетот за 2025 година има поголем буџет за 20,3%. Највисокиот износ во владините програми во буџетот останува кај подпрограмата пренесување на надлежности кај единици на локална самоуправа, со тоа што ќе има дополнителни 1,9 милиарди денари во
следната фискална година, а значено е да се потенцира дека и последната подпрограма инфраструктурни проекти во единиците за локална самоуправа има зголемување во однос од 30,6%. Со 100 милиони евра за оваа намена кои што беа обезбедени во оваа година и 250 милиони евра за оваа намена во наредната 2025 година, некаде во март во Република Македонија само по основ на овие 350 милиони евра ќе се работи на различни 800 локации во Република Македонија. Програмата со најголем износ, економски развој, со што суштински се докажува дека животниот стандард на граѓаните и бизнис климата ќе бидат наш врвен приоритет. Во предлог буџетот за 2025 година има планирано средства во вкупен износ од 11 милиарди денари и замислете, драги колеги, зголемување за 91% во износ во однос на претходната година. Рекордно зголемена ставка за оваа намена. Вкупното зголемување од 3,3 милиарди денари во најголеми износи се однесува на две подпрограми, и тоа привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободната економска зона и финансиска поддршка на инвестициите, каде се планираат дополнителни 2 милиарди и 1,3 милиарди денари соодветно. Исто така, кај поддршката на инвестициони вложувања има планирано 272 милиони денари повеќе од тоа што било планирано за претходната година. Една од владините најголеми подпрограми е инвестиции во железничката инфраструктура и формираниот износ за следната фискална година за железничката инфраструктура вклучува 1,7 милиарди денари. Во владината програма кај образованието, најголемо зголемување на планираните буџетски средства се однесува на подпрограмата енергетски ефикасна рехабилитација на студентски домови, каде со 79 милиони денари повеќе е проектиран буџет од 419 милиони денари за следната година. И со оглед дека таксативно досега, набројувајќи ги овие тврдења што ги произнесов, ќе произнесам само уште неколку докази за тоа зошто овој буџет е развоен, реален и гарантира економски раст и подобрување на животниот стандард. Секој еден од нас од буџетската канцеларија доби еден примерок, можете да го видите сите и можете да ги видите следните факти кои што се инкорпорирани. Влада на Република Македонија под програма Д5 привлекување на странски директни инвестиции, зголемување за 395% и финансиска поддршка на инвестициите, зголемување за 70%. За жал, немам на кого да го кажам аргументот, затоа што тој што излажа, излезе од салата. Министерство за европски прашања, програма М. Неколку пати го спомнувате истото. Тој беше тука, имаше говор, има кој да брани буџет. Те замолам да не ме прекинуваш понатака. Можеш да го браниш лидерот во партија, тука не. Министерство за европски прашања, програма М, интеграција во ЕУ, зголемување за 918%. Евроинтеграцијата не е само подпишување предавнички договори и коленичење, туку стратегија и план. Овде е нашиот план. Министерство за одбрана под програма 1А, модернизација на Арама, зголемување за 380% и ставка 482, други градежни објекти 177%. МВР во подпрограмата 2А, реформи во полицијата, зголемување за 237%, ставка 480, купување на опрема и машини 166%, ставка 483, до опремување на капацитетите 3700% и за набавка на нови возила 270%. Полицијата повеќе нема да биде предмет за подсмев и место каде што се вдомуваат криминалци, туку со системски мерки и обезбедување на финансиски средства ќе го подигнеме нивото на ова министерство. Министерство за правда, програма Г1, борба против корупција и организиран криминал, зголемување за 28%, Министерство за надворешни работи, програма 20, дипломатско-конзуларни представништва, зголемување за 58 милиони денари, Министерство за финансии, ставка 488, капитални дотации до единиците за локална самоуправа, зголемување од фантастични 555%, Дирекција за технолошко-индустријски развојни зони под програма Д6, поддршка за инвестициони вложувања, зголемување за 175%, Министерство за животна средина, ставка 488, капитални дотации до ЕО со зголемување за 250%, но и програма 2, заштита на животната средина, зголемување за 116%, Министерството за транспорт, моторот
на капиталните инвестиции, ставка 481, градежни објекти се зголемува 3233%, добро слушнавте, и 488 капитални дотации до единици за локална самоуправа, фантастични 5350%. Отворете го буџетот и ќе видите. Министерство за земјоделие под програма 14, модернизација на земјоделството, зголемување за 14%. Министерството за социјална политика, демографија и млади во програма 3, детска заштита, односно изградба и опремување на детски градинки, зголемување за 17% или 460 милиони денари за нови проекти, односно во ставка 482 други градежни објекти, зголемување за 1570%. Министерството за образование под програма 40 високо образование, зголемување за 1060%, под програма ученички стандард за 95% и под програма студентски стандард за 50%. Модернизација на училишните капацитети во ставка 483, зголемување за фантастични 127%. И на крај, Министерството за здравство, програма 481, градежни објекти, зголемување за 73 милиони денари. Почитувани граѓани, ово е буџет во кој што се внесени нашите предлози и нашите проекти за кои што ни дадовте поддршка на минатите избори. Документ кој што гарантира изградба на нови автопати, нови експресни патишта, рехабилитација на постојните. Реконструкција и изградба на нови градинки, болници и училишта, по високи плати и по високи пензии. По конкурентна бизнис клима и посилен приватен сектор. Жалам што одреден дел од пратениците нема да поддржат ваков развоен буџет. Имаме 10 дена рок да ги убедиме дека ова е рационално и правилно и дека така треба да постапат. На крај сакам да кажам еден личен коментар. Шокиран сум од излагањата на јавниот обвинител и на претседателката на судскиот совет од две причини. Прво, заради тоа што годинешниот буџет е кумулативно за 10% изголемен во двете институции и највисок во историјата. А втора работа, јас лично како пратеник никогаш нема да гласам за нивните барања, бидејќи со 2% доверба во тоа што го работат и не заслужуваат повеќе од ова што го имаат. Но давам предлог, бидејќи буџетот функционира на принцип на приходи и расходи, ајде да ги зголемиме приходите, нека почнат да постапуваат индициите за криминал, некој нека биде осуден, да му го конфискуваме имотот, да ги внесеме тие средства во државниот буџет и конечно да ги исполниме барањата на обвинителите и на судството. Благодарам. Благодарам.